Време е за црвена линија. Добар ден од мене и секако од мене, Тео. Денешната тема, пред да ја соопштиме зашто ќе дебатираме и зборуваме во црвена линија заедно со вас на самиот почеток, како и секогаш потсетување што треба да се погледне нешто подоцна на телевизија Телма. Неделен е работен ден од 1 јануари. Владата стави точка на долгите преговори и дилемите останаа кој добива, а кој губи. Во топ тема вечерва Миле Бошковски, Конфедерација на работодавачи, Кристина Ампева, Гласен текстилец и Благоја Ралповски од Конфедерација на слободни синдикати. Гледате вечерва топ тема со Буби Кристов со почеток во 19 часот и 15 минути. А како секоја емисија, така и денешната си имаме ние главна тема која гласи: дали би отише на организиран новогодишен пречек? А имаме уште една тема. А доколку и се подготви пречек на новата година на плоштад, дали би оделе на таков пречек? Ве очекуваме да ни се јавите на 02-307-6677. Така, а и ако има некаква манифестација за на плоштад, малце се подсетиме лани како било сето тоа со следниот прилог. Вака изгледаше пречекот на плоштад 2019 кон 2020 година, потоа 2020 обележа пандемијата, карантини, неможност да се дочека и прослави новата година. А сега веќе во 2021 година веќе се започнуваат организирани преселби. Преселба, да, од дома конечно сме во ресторани и кафеани. Колективите си дозволуваат организирани пречеци на новата година, а она што сакаме да го слушнеме од вас е дали вие оваа година, иако се уште има корона и се уште има пандемија, дали ќе бидете дел од некој организиран пречек, се разбира, или можеби ќе останете дома со своите најблиски. А доколку и се организира нешто на плоштадот од ваков карактер како што погледнавме, дали би биле дел и од таква прослава. Во ова денешно издание на Црвена линија секако ќе имаме и две гостувања. Нашиот прв гостин ќе биде господинот Гуран Арсовски, кој воедно е председател на Сдружение на ноќни клубови. Токму така, јас сум тука како што си знаете, како секоја емисија ве потсетам како може вие да добиете на нашите социјални мрежи. На Facebook, на Црвена линија, можете како во коментар, во тема на денот, така и во меседж, порака, да ни пишете да ни го пишете вашето размислување околу темата, вашиот став, ќе го слушаме, ќе го прочитаме заедно. Исто така на нашите други социјални мрежи, на Црвена линија на Twitter и на Instagram, може да ни пратите па и таму ваша порака, ваш став околу темата. Исто така може да ни пратите и никнейм, за дали да ве вклучиме преку Zoom, Skype, да имаме видео повик, да како што ќе слушнеме, така и да ве видиме со вашиот став. Нормално имаме и традиционален начин да ни задзвоните на телефонски број 02 307 6677. Ве очекуваме, не се срамете, звонете. Она што е најважно од режија, веќе ни јавуваат дека го имаме првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Здрав, здрав.
Добар ден. Добар ден. 80 секунди за вас, повелете. Бадарско село Орман. Ајде. Па темата е за Нова година, кај ќе чекаме, така? Да, и дали Така е. би биле дел од некоја Па ја на организирана... площадка чекам, ама со кола да ме однесат. Добро. Да се насмееме, сине. како знам. 83 години, нигде. Така треба да се насмееме. Ти си чекаме дома со децата, фамилијата, ако ми дојдат, ако не ми дојдат и сама. Друга тема што е, не уразбрав. Па еве доколку се направи организиран пречек на плоштад, како што тоа беше 2019 кон 2020 година, дали би биле дел од таков пречек на плоштад? Ако дое некој пеач славен. И да дојдат пејачи, сине, за мене не одговара, јас се нашалив со почетокот. Нека идат млади, ама сега поради короната, страшно и они дали ќе ојдат питање. Повише дома ќе чекат. Нека биде весело дома, што да правиме, така е времето дојде. Гледаш дека опасно, по 10 души ноќе копа, секој ден сме потресени. Така, сине, и да ви честитам новата година, може може успеам да ве добијам. Да ви честитам. Благодарам на ние, сега ако се пријатно проверуваме се, дека ќе не најубаво да добиете во никое наредно издание Така, на така. црвена линија. Она што говориме дали и покрај се уште незавршената пандемија и постоењето на корона би биле дел од пречекот на Нова година, кој што неминовно може да се забележи, барем во главниот град, дека се повеќе се прават резервации, луѓето никако се впуштаат да се дозволат да ја пречекаат новата година, онака како што и се пречекуваше, но секако со, претпоставам, строги ковид мерки. Треба да се запази, да. А да видиме на 02-307-6677 дали имаме гледач и доколку немаме, мислам дека е време да го вклучиме нашиот денешен прв гостин, Горан Арсовски од Сдруженијето на нокни клубови. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, како сте вака во овие денови пред организирање на дочек на Нова година? Супер пред новогодишно расположени, еве малку повеќе обврски околу спремањето на сите тие прослави што следуваат. И така. Знаеме и во едно издание на Црвена линија токму со вас говоревме дека нокните клубови всушност и најдоцна започнаа со работа. Сега каква е побарувачката за дочек на новата година во ноќен клуб? Побарувачката е, како да кажам, не е толку со толкав интензитет како во претходните години, со оглед на тоа што нели ги запазуваме сите протоколи што се за заштита и безбедност на населението од ковид. Значи по тоа спаѓа нели барање на сертификати за вакцинација, а исто така и го ограничуваме просторот нели на 50%, па сега тука веќе се одбираат кои гости, што гости, дали се редовни, нели секој различно си таргетира група на луѓе кои би сакал да му бидат во локалот. Така, и се ова прашање е многу актуелно и на сите ги интересираш кога е прашање вакви организирани забави. Дали и како се почитуваат ковид мерките? Со оглед на тоа што немаме некој скок на бројките, нели претходно се говореше најголема причина зашто последни се отворија нокните клубови беше заради тоа да не почнаа да се качуваат бројките на заболени од ковид. Еве се отворија со тоа што немаме некој раст во бројките на заболени, дури има и пат на бројките моментално. Мислам тоа од општо од целата ситуација, но сакам да кажам дека немаме некој удел во покачување на бројките. Значи безбедно организираме забави и ги почитуваме сите мерки што ни се наложени од Комисијата за заразни болести. Еве и попрецизно пред какви предизвици се соочувате при подготовките за дочек на Нова година? Спомнавте само 50% од капацитетите се предвидуваат да бидат исполнети со оглед на постоењето на ковид.
Видите, воглавно, кога се организира дочек на нова година, ипак пред се имаме во обзир дека треба пак ипак да биде покомотно за луѓето, ипак нели сега кога организираме и нова година, конкретно индивидуално секој различно организирано, конкретно тие што даваат храна за нова година, пошто ипак е подолг временски период кај што треба да се помине во локалот. Значи, со тоа ги редуцираме масите, ставаме дупли маси, ставаме поголем простор меѓу масите и сето тоа и сами автоматски си го ограничуваме бројот. Тоа е пракса и од претходните години, а сега со мерките дополнително сме иницирани да ги спроведуваме овие мерки, со што би овозможиле и подобар дочек и подобар помин на луѓето на нашите гости, и побезбедно да биде во однос на заштита од ковид. Да, и сега ќе земе пример, јас како помлад, секако дали би било новогодишна забава, сега за тоа зборим или било каква забава, нормално дека сакам светски пеачи, диџеи, изведувачи да има. И сега поради целава ситуација со ковид, сето тоа дали е потешко за да се викнат нови диџеи, да изведуваат пеачи во сето тие новогодишни журки, забави? Во секој случај е потешко од претходно, со тоа што гледам дека и помалку се организираат дочици на нова година во ноќни клубови и дискотеки. Немам некое мислење, ипак е индивидуално за тоа кој може да повика некои светски диџеи или пеачи, ипак е индивидуално. Во секој случај отежната е ситуацијата, не е како што е било претходно. Сега ќе ве прашаме и како граѓанин и како претседател на Сдруженијето на ноќни клубови, вие како ве планирате да ја дочекате новата година? Дали тоа ќе биде работно во клубот, дома можеби со семејството, во ресторан, или пак еве би сакале да бидете дел од некоја прослава на плоштад? Вака, за прв пат, пошто оваа година имам посебна, мислам, морам да останам дома на некој начин, ми се роди дете и ќе останам тука. Честитки, да е здраво и живо. Фала. Да ви се враќаш и да посакате. Оваа година, значи, ќе останам тука во градот кај што живеам, ќе бидам посветен на организацијата околу нова година. Нормално вечерта ќе видам, ако имам време ќе идам до клубот, онака планирам да си поминам со фамилијата дома, во домашната атмосфера. Да, и сега ваше размислување според вас, по што се разликува дочекот на нова година во ноќен клуб и во ресторан? Видите, нема некоја разлика со тоа што работното време е исто и рестораните можат да работат до раните утрински часови и клубовите. Единствено нешто што, например, на клубовите обично имаат малку поголеми капацитети, малку поразлични светлосни ефекти, малку поразлични звучни ефекти, така да единствено во тој дел, онака нема некоја разлика. Па, господин Арсовски, благодарам што одвоивте од вашето време да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Сепак ноќните клубови понекогаш се единствен и посакуван избор за забава, а пред се и за пречек на новата година. Ми посакуваме многу успех во работата. Ви благодарам, ми беше чест што бев ваш гостин. Така да ве поздравувам, имајте среќна нова година. Фала. До вашите гледачи. Да се гледаме, поздрав. Да. А ние, драги наши, ве очекуваме вас со став и мислење, со оглед на тоа што ситуацијата со ковид не е завршена, се уште трае пандемијата и оно што е предизвик, немаме карантини, но имаме никако предизвик да бидеме само одговорни за своето здравје, па еве ве прашуваме дали можеби ќе се охрабрите оваа година да бидете дел од некаква групна забава и дочек, дали е тоа во ресторан, дали може би во ноќен клуб или дома со семејството. И секако доколку се организира дочек на нова година на плоштад, на отворено, со некаков познат изведувач, дали би сакале да бидете дел и од таков пречек на новата година. 0230766
677. Токму така и да чекаме ваш повик, а имаме ваш повик. Одлично. Ве добивме одма. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добро вечер. вечер. Повелете. Па, лично, секој човек има нали право на избор, така? Доколку тој избор нали не е нешто штетен за другите, така? Така. И сега, јас како човек би посакал да бидам, ете на нали, календар си каже на 31 кон 1 некаде на богослужба. Пошто е 6 дена силен Божик, а Божик е далеко поголем празник од некоја си нова година, нели, 31 во први, календарот се менува 12 пати, нели, 31 не знам таму март, во 1 април и така, нели, обично менува и на датум. Додека Божик е торжествен празник. И за секој кој е крстен, кој го носи Христа во своето срце, Божик е централен празник. Така треба да се однесуваме, да бидеме со внимание кон Божик, да бидеме боголюбиви, што се вика. И затоа велам дека апелирам до секој крстен, боголюбив човек кој Христос му е цел, така да речем, Господ, да се ориентира кон Божик, а не кон некој си паганско, нели славење во најлуда, а лудиот знаеме кој е противникот на Бога, нели, сатаната, затоа и викаат најлуда ноќ, па некои таа вечер од лудост завршуваат многу лошо. Бог да чува. Затоа би повикал на разум и разумно однесување со одење на богослужби, како достојни христијани каде Бог не чува од било кои искушенија. И истече времето, секогаш внимавајте на тајмерот кој што не случајно го објавуваме, 80 секунди за секој оној кој што сака да се вклучи во црвена линија и се разбира да го каже својот став. А секако својот став го кажуваат и оние кои што ги имаме на Facebook, црвена линија. Да видиме во коментари што ни пишате за главната тема. Имаме прв коментар од Елија Левска. Добра тема. Во услови кога се уште има пандемија, луѓето сме поделени на потеден. Луѓе кои пркосот на пандемијата и се продолжуваат нормално да живеат, како порано, со или без почитување на мерки за заштита. И по два, луѓе кои се плашат и стрпливо чекаат да помине пандемијата, па се откажуваат од некои задоволства кои си ги дозволувале претходно. Младите нема многу да размислуваат за организиран пречек или пречек на площад. Тие спаѓаат во првата група, а ние постарите ќе си седиме дома. Барем повеќето од нас. Поздрав! Дали имаме уште еден коментар, доколку немаме само подсетување дека имаме гледач, во програма сте на 023076677. Добро вечер. Добро вечер. Добар ден, ако сум на линија. Вие сте. Благодарам. Па бака, јас ќе го кажа своето размислење. Значи, дали би отишол? Во сегашни услови не би отишол да слава на площад. Затоа што, прво, значи, од несаканата работа, ковидот, значи, сакале, неќеле, мора да се пазиме да бегаме еден од друг, значи, посебно таму ќе има вакцинирани, невакцинирани и секакви ќе има. Тоа едно. Второ, петардите, значи не можам да ги поднесувам, премногу петарди, значи слухот човек ќе го изгуби. И најлошото што е, тие петарди претежно ги користат децата и каде што да бидам сведок на некој дете кој може да остане и без прсти, ми се чини дека нема логика. Додека некогаш, кога беа други времења, кога беше весело, кога со апетит одевне, не пропуштав, значи една година да не отидам на площад, што сника прво ќе се сретнеме со роднини, пријатели, другари, ќе си кажеме да речеме кој каде ќе биде, што ќе биде и така натака. Или ќе останеме цела вечер на площадот, ќе слушаме музика. Беше друго време. Али сега да ви кажам најискрено, не. Јас значи не би се одлучил да останам и да седам на площад и да гледам несакани сцени, несакани последици и шини дека сепак треба некој ред да се воспостави и да тие што се учествуваат таму да бидат со посебно, значи посебна свест да речам и да почитуваат, да не користат многу за увојни средства, запаливи се. Благодарам. Благодарам и вам за вашето јавување во црвена линија. А сега одиме со реклами. Продолжуваме со црвена линија. Она што сакаме да го слушаме секако од вас, дали би сакале и дали веќе
ќе бидете дел од некој организиран пречек на Нова година, дали тоа е во ресторан, кафуле или ноќен клуб, и доколку има пречек на плоштад, дали би сакале да бидете дел од таква прослава со оглед на тоа што се уште е актуелна ситуацијата со COVID-19. Секако во овој втор дел ќе имаме и уште еден вклучување на уште еден гостин. Станува збор за господинот Здравко Јосифовски, кој што е председател на Независната угостителска комора. Како сте, Здравко? Добар ден, добро вечер, до вас Тина и до вашите гледачи. Добро, благодарам. Еве пред новогодишно што викаме, ни позитивно, ни негативно се надеваме дека ќе биде се најдобро и дека оваа година ќе успееме на некој начин да го обележиме пред новогодишните забави и новогодишната ноќ. Велите и позитивно и негативно, може би сте се уште не се дозволувате еуфорија, но дали ќе се организираат новогодишни пречеци? Оглед дека Комисијата за заразни болести до сега не излезе со нови предлози протоколи, а сведоци сме дека и бројот на заболени од ден во ден во континуитет се намалува, поголемиот дел од угостителските објекти ги започнаа сите активности не само за новогодишната ноќ, туку и за предновогодишните празници. Фактот е дека на почетокот на месецот имаше поголема најава за организирање на корпоративни забави, меѓутоа со оглед дека во ниедно друштво, односно во ниедна фирма не се 100% вакцинирани луѓето, како резултат на минатонеделната акција што беше организирана од страна на инспекторатите на Државниот пазарен инспекторат, УЈП и МВР, поголемиот дел корпоративните настани се откажа, а претпоставуваме дека луѓето само иницијативно, оние кои што се социјализираат и очекуваат да направат нешто пред Нова година и да се проведат, дека ќе ги посетат угостителските објекти согласно протоколите и на некој начин ќе организираат, односно ќе учествуваат во така наречените мали предновогодишни прослави. Така, и како вие само што ги спомнавте ковид мерките, протоколите, според вас, дали ги се почитуваат ковид мерките? Значи, една работа да расчистим. Не постои угостител што не сака да ги почитува протоколите и да ги применува сите оние обврски кои што произлегуваат од одлуките што ги има донесено владата. Меѓутоа, мора да расчистиме, протоколите не зависат само од тоа угостителите дали ќе ги применуваат и почитуваат. Многу повеќе протоколите зависат од тоа дали гостите во дадени моменти, кога ќе се опуштат и ослободат, и понатаму имаат волја да ги почитуваат и да се придржуваат кон нив. Наше е да предупредиме, да укажеме доколку дојде до прекршување на нив и максимално да настојуваме да не ги прекршиме во согласно со она што се бара и очекува од нас. Во смисол масите да бидат на 2 метри, да кажеме 50% да бидат посетени угостителските објекти. Меѓутоа, вие на гостите не можете да им забраните кога се поздравуваат да не се гушкаат или да не се честитаат едни со други со бакнеш во образ. Така да протоколите не зависат само од угостителските објекти. Протоколите и почитувањето многу пати зависи од самите гости. И сега може би едно исклучително важно прашање со оглед на тоа што пречекот на 2021 година го немавме, а најпогодени беа угостителите. Дали тоа значи дека граѓаните сега ќе се соочат со многу повисоки цени? Какви цени треба да очекуваме за пречекот на новата 2022 година? Значи, сведоци сме оваа година дека пред се угостителите останаа без соодветен професионален угостителски кадар и дека цените за вработените во угостителскиот сектор пораснаа можеби за повеќе од 50%. Исто така, поголемиот дел од сировини и тековни трошоци се зголемени. Од друга страна, мора да земеме во предвид дека угостителските објекти работат со намалени и ускратени капацитети за да можат да реализираат реални приходи кои што ќе можат да ги покријат своите трошоци. Очигледно е дека и покрај тоа колку год да планираат и да не сакаат угостителите да ги зголемат своите цени, приморани се со цел да можат да организираат соодветни настани и забави пред новогодишни, да за некоја нијанса малце дојде до покачување на овогодишните цени во однос на претходните. Така да се надеваме дека цените ќе ги оправдаат бројот на гости, смалувањето и квалитетот на услугите што ги дава во однос на тоа што навистина се случува на пазарот. Ние со Тео ќе ви се заблагодариме што повторно одвоивте дел да бидете дел од Црвена линија, барем секогаш кога зборуваме за рестораните, кафеаните и она во што можат да уживаат граѓаните. Благодарам уште еднаш и се надеваме дека ќе имате успешна работа како угостители.
се надевам се гледаме само за поубави работи заедно со вас со Тео и дека ќе како да се организираме и социализираме малце повеќе и да ги вратиме старите дружби и забави кои што се надевам дека еден ден кога ќе ја снема короната ќе може да си ги приуштиме повторно. Ние овдека би го означиле и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Но ќе ве подготвиме за утре. Веќе може да размислувате за темата за која што ќе говориме утре, а тоа е како ќе изгледа новиот кабинет на новиот премиер, кој министер си оди, а кој останува во новата влада. Така, Црвена линија, секој работен ден од 16 часот и 40 минути, а сега јас и Тина ве оставаме во сигурните раце на Готвиме со Маја. Довидување. Чао, чао.